музичка, диамантска, сложувалка на радио. FM Врева на Радио Слободна Македонија. Така и Врева на Радио Слободна Македонија, 9 минути по 15 часот. Мојот гостин веќе пристигна во студиото. Најавен е Александар Стојанов Зорин, станува збор за вокалистот, но и гитарист на, ќе кажеме, уникатниот скопски бенд String Forces, кој постои од далечната 95-та година. Сега зошто Зорин е тука од String Forces? Заради тоа што String Forces имаат нов видеозапис кој светлината на денот ќе ја догледа официјално и дефинитивно утре вечер во култната Менада во старата скопска чаршија. Меѓутоа, ние сега ќе преговориме малку за аудиото на видеото. Аудиото носи наслов Страв. Најнапред, без никаков страв. Добар ден и добри дојде за Александар Стојанов Зорин. Здраво, Ели, како си? Супер, како е? Како е од онаа страна? Па супер, што сум ке тебе, да е убаво. Да, така е, секогаш зубави работи, се дружиме и разговараме. Сега вака, ајде да позборуваме малку за Страв. Значи, Страв е дел од последниот студиски албум кој промоција имаше токму во оваа емисија пред неколку месеци. Соголиме, се соголувавте ти и Доријан Јовановиќ, срцето и умот на бендот токму, значи пред публиката на Радио Слободна Македонија, односно на публиката, и се представивте на FM Врева. И ајде малку да позборуваме кето за Страв. Не стана ниту З од збор, па ајде сега малку повеќе од З од збор за Страв. Па што те интересира врска со? Ме интересира композицијата, ја немам чуена, морам да признам, и покрај тоа што се наоѓа на албумот. Што обработуван или Страв е сега Стравот, што за темата ме интересира на композицијата, кога работевте, дали работевте тогаш кога е целиот албум или пак можеби работевте пред или како зборуваш за текстуалниот дел те интересира? Ме интересира буквално се за Страв. Страв Доријан го напиша. Страв Доријан го напиша текстот. Добро. Он го напиша и зборот и Соголиме. Јас ги напишав Тишина, Имали и Ние сме. Ние сме, така се поделивме некако. Добро. Значи, Доријан го пишуваше текстот, а музиката сите заедно во Сите заедно, знаете, ова, како да кажам, ова моментално група на луѓе имаше еден посебен начин на работа. Се затворивте во студија, работевте интензивно додека него затворивте албумот од почеток до крај. Ова затворивте, но затворивте ме многу интересен муавет. Дали влеговте у студио? Дали влеговте у студио или пак можеби надвор од студија, можеби во тоалет, заради тоа што акустичен на просторот се правеше зборам. делот. Затоа што суштина, да речеме, редуктио од абсурдум, прошлиот четвртиот албум, реално го правевме за време на свирките, така се договоривме. За време на свирките, направениот демо материјал ќе го доработуваме. За време на концертите. Тоа беше, да речеме, еден предизвик, нели? Што си го поставивме. Студиско после студиски, после тоа студиски се затвора, нели? Се снимува, да речеме, збориме за прошлиот албум. Така. Али доживуваше развој за време на свирките. Да речеме, така ние обично стално различно си даваме као некаков предизвик. Сега, овој албум, пошто имаме нов член, Дамјан Темков на пијано, значи он е познат композитор за класична музика од младиве генерации, автоматски доби друга димензија целиот звук на албумот. У почетокот почнавме без него и без Тапа народ, кој што исто така е повратник од вториот албум од 2002, извиканиот албум Изохронија. Така. Благојче Пенов. И иначе другите сме истите, значи Сандра, Доријан, Александра Кузман и ја. И прво почнавме ние вокалистиве со Александра Кузман виолинската и Доријан на некои негови припремени рифови кои што му се клеткале у глава. И почнавме Сандра и ја вокалите, знаете, ние имаме некои, не е тоа ништо невообичаено, ама е доста ретко, реално. Се распејувате? Не, него Сандра и ја никогаш не се знае кој е главен вокал, а кој е пратечи у песната. Тоест цело време како да ни се сплеткуваат вокалите и мислам дека главната фора на String Forces кога се опрашање вокалите, тоест Сандра и ја, дека е созвучијата кои што се создаваат свесно или несвесно. Значи, ако некому му се допадне нешто поред инструменталот, тоа е обично
созвучието кое што се создава од незиниот многу карактеристичен така Вокал, да кажам така. воздушест многу висок, ангелски глас и така сите ја препознаваат по тоа. И така, тие созвучија, тие испреплетувања за да се створат, тоа се реално долги процеси. Мислам, првичната мелодија ќе дојде брзо, знаете? Мене, рецимо, многу брзо ми доаѓаат мелодии. За себе смеам да зборам. Многу брзо ми доаѓаат, одма. Значи, у real time. Ама, кога зборуваш за група, знаете, тоа не е соло проект. Треба синергија да се создаде, Да, така. значи, во група, каква што е String Forces, да речеме, нема многу соло моменти. Јас сакам вака. Нема ега. Нема борба на титани. Па видите, у суштина нема. У суштина не да нема, него сведено е, така е сведен начинот на работа да сакал некел, ако си у бендов, нема што многу да се саки кажев некој збор. Добре, Што не е сите за сте на дел радио. од една голема целина наречена String Forces, ние ве нарекуваме култен, легендарен и каков се нити епитети ќе добие со овој годините, бенд. да, ако збориме на ова според кондицијата или нели според така. годините што ги имаме и материјалот што ги имаме направено, во ред, да, за македонската сцена, нели, пошто у Македонија не се многу групи кои што, да речеме, нели, продолжуваат после една-две децении да работат. Така. Да, меѓутоа вие сте исклучок кој го потврдува Инат, правилот. некако инат, можеби е тоа некој начин во оваа тиња од време и локација што се наоѓаме моментално, да обстоиш, да останеш колку толку нормален. Ја не знам колку сме нормални, ама, знаеш, Толку колку што треба да бидеме, толку да, за да колку што искочи некој може продукт, да бидеме. за да искочи, Конецно, нели, имаше еден графит во Белград, таму некаде на почетокот на милениумот, кој нема да полуди во оваа лудница, тој не е нормален. Така што веројатно сите ние сме многу нормални, иако сме малку побудалени заради тоа што времињата и настаните секогаш си го носат своето. Сега кога сме кај времиња и настани, времето е утре, 22 ноември, часот е 21, локацијата е Менада, е настанот. Што ќе се случува? Промоција на Страв. Како ќе изгледа промоцијата? Па, ништо посебно, значи ќе има прожекција на видеото. И кратка свирка, фактички материјалот од новиот албум Ќе го свирите цел материјал? Па не е реално многу, се работи за 6 песни. Додатно на албумот имаме, да речеме, уште една инструментал тема и уште неколку импровизации као бонус траки. Главното се тие 6 песни кои што ќе ги отсвириме утре. И плюс неколку вообичаени песни. Значи, за да не биде сега целовечерен концерт, него ќе биде онака едно 45-50 минути. Добро, сосема солидно. Ќе свирите нешто на барање на публиката? Како, извините? Ќе свирите нешто на барање на публиката? Па може да се поклопи, да речеме, од тие 4-5 песни што ќе ги избереме од старите, најверојатно ќе се поклопат желбите на мноштвото. Па предпоставувам сите што ќе бидат лоцирани или таму каде што ќе се случува промоцијата во Стара Скопска чаршија. Сега за видеото можеме сега да говориме, смееме да говориме предстопка. Па вете, содржајот на видеото нема, мислам да го зборам чисто колку да знаете, колку да има некакви изненадувања, можам само да кажам дека е штракнато е. Што значи тоа штракнато? Штракнато е. Кој не полуди, тој не е нормален. Блиску сме реално и блиску сме со муабетов. Значи има ли некои хорор елементи заради тоа што Страф има прашање? Хорор не, мислам можеби имплицитно. Имплицитно, можеби експлицитно ништо. Муабетот е што штракнато од аспект, доста од нас сме веќе средовечни луѓе. Машала, да сте здрави и живи. Да, ја имам 2-3 климакса више за себе, така што можам комотно да брљам. Добре, значи зрели сте, да, смеам да брљам, зашто брљањето е контролирано сега веќе. И кој го работеше видеозаписот? Каде го работеше еден наш тим у смислу, кога речем наш, тоа се веќе скоро и членови на String Forces. Не скоро, да речеме Тања Рибарска дефинитивно е член на String Forces. Значи она е монтажерот главниот на сите видеа. И на видео материјалот што идеш, видео артот што идеше и на концертот у МКЦ позади нас.
И се што е потребно врска со тоа, значи еден ентузијаст кој што ја сваќа идејата на String Forces и за String Forces и Гого Клинчаров, исто така наш драг соработник многу често, камерманот, и јас сега стварно можеби неблагодарно да Нема да ја раскажуваме историјата. Не само тоа, него и да кажам кој од нив бил режисер. Двајцата се истакна у една синергија. Значи, она мислам малку поексплицитно ги даваше незините идеи и наредби што да правиме. Поидовно идејата беше на Доријан. Можам само да кажам многу луѓе на мал простор. Само тоа ќе го кажам. Мала бара пуна крокодила. Аха, Значи, добро. не, видеото зборам, значи сликата е многу Си ми е јасно, многу малечка луѓе на мал бара простор сме. Полна се крокодили. Така. Добро, што е следно од String Forces, пред да ги пуштиме рекламите, па потоа ќе емитуваме композицијата за која што досега говоревме, значи Страф на String Forces на новиот сингл. Најавен е настап на String Forces на Уфросина, кино Фросина на 8 мислам декември. Не знам дали требаше да зборам за ова, али како и да е, го кажав. Добро, ќе биде нешто. У секој случај сакам да кажам дека таа идеја што имаме за тогаш и таа е интересна, само ќе напомнам како тизер дека таму сите ствари што ќе се свират ќе бидат освирени на сосема подруг начин. Невообичаено. И тоа многу ми прави кеф. Мислам, после долго време нешто така посебно да ми направи кеф. Едва А и на чекаме сите да нас. ви видиме и чуеме. Благодарам Да. многу за гостувањето во FM Фала Врива. ти, Бели. Значи, одиме со реклама и потоа ќе ја проследиме композицијата за која досега говоревме, Страф, String Forces, премиерно во FM Врива на Слободна Македонија. Чао. Музичка, диамантска, сложувалка на радио. FM Врева на Радио Слободна Македонија.